100% е проблем. Проблем е немаме од 21 век, немаме основна ствар што треба да користиме, тоа е водата. Значи немаме капка вода да се напиеш, чаша вода нема да се напиеш. Имам мало дете од 3 месеци, не можам основно да го измијам, едноставно да основните работи што ми се потребни на него да му ги завршам. Значи стварно е реален проблем и бараме решение да се направи тоа. Мислам, побаравме, се јавуваат ете и другите комшии, се јавуваат во водовод, кажуваат дека тоа е таков е проблем има, ама не може едноставно кренуваат раменици. Се наводнувале дворови, се полнале базени и слично. Тоа не е мој проблем. Проблем е што сакам да имам доволно вода да се напијам, да се истуширам и така натаму. Башка ете што треба да се наваднува или базени се полнат. Ја го немам тој проблем, немам потреба, али барам да се напијам вода и да се истуширам. Основното право, реално. Колку дена сте оставени без вода? Јас овој проблем веќе повеќе од недела дена, 2 недели може е вака. Значи доаѓа, снемува, а неколку дена имаше константно да нема вода. Значи кога да пушти чешмата, ништо, нула. Ова е проблем што често се случува во овој период? Секој. Да, ете оне постари години тука и постар жители. Комшијата е прилично по тазе дојдам тука доселен, значи ние сме овде 30 години во населбова. Можам да кажам дека последните 15 години овој проблем постои, особено летно време. Значи исто и јас сум со 6 месечно детенце и болен брат, ретардиран, кој што се ајде. Мимо тоа, значи наистина ни е потребна вода. Немаме вода за основни потреби, да се измие лице, раце, зъби и така натаму. Значи не зборам за базени, ние немаме базени и така натаму. Нема вода. Цело време се јавувам, на speed dial ми е телефонот на водовод за прејавување на кварови. И што ви викаат од таму, која е причина? Знаете, летно време, луѓето трошат, стрпете се, ќе пуштиме екипи на терен, еве пуштивме екипи, го дигна осигурачот и тоа е тоа. Значи тоа е проблем кој што се решава привремено од пола саат, еден ден. Следниот ден истиот проблем и истата приказка за добар ден, тој на телефон, се јавам од улица 6, сакам да пријемам квар. Да, пуштивме екипи на терен да видиме пумпите и така натаму и така натаму. И проблемот не се решава. Поради тоа, најверојатно и вие сте сега тука, да си ја кажеме маката, да најдеме заедничко решение што треба понатаму да се направи. Значи тоа е проблем не само за нас, сега ние сме се собрали овде неколку луѓе, ама генерално улица 6 е голема улица. Не можам сега да шпекулирам со бројки, ама навистина има многу куќи, се градат многу куќи и тоа за брзо време и потребите за вода се огромни. А притисок нема никаков. Така да би замолил, ако има некакво решение што треба да се направи од наша страна, да направиме во согласност заедно со помош на водовод или општината, градоначалникот, нешто да се превземе за да се реши проблемот. Едноставно е. А го контактиравте градоначалникот од општината, знае? Јас стапев во контакт вчера со градоначалникот, он ми даде одговор дека пред се не е у негова надлежност тоа, но дека ќе се потруди да се јави каде што е потребно тоа, за да го реши проблемот и дека ќе ме контактира, но не успеа очигледно повторно да ми се јави он. Така да ете, не гледам се уште решенија за проблемот. Ова е проблем само оваа улица 6 што е или или во село, како ствари? Не е во селото. Селото си нема проблем. Значи за улица 6 бидејќи е на рид, се 2 пумпи специјално изградени за да дистрибуираат вода за потребите на овие куќи. Сега, како расте населбата со нови куќи, така потребите за вода се поголеми, како што кажав пред малце. И нормално дека притисокот паѓа. И сега треба да се реши тој проблем. Како јас не знам. А колку домаќинства се овде? Па повеќе од 500 куќи се овде населени. 500 куќи нови, а што немаат вода на улицава 6. Ова брдото горе. Целото брдо. Издо. Ово долниот дел си има, таму доаѓа вода. Па 200 куќи сигурно има. Некоја бројка дали 200 куќи е. Затоа што цела населба е опрештена. А треба да отидете до брдото горе да видите колкаво градилиште има. Да се види и тоа градилиште колку потреба има од вода. И нас ни ја зимаат водата за пиење. Што ни е и техничка и така натаму. А Бардовци има голем потенцијал
на вода. Имаме канал од Лепенец што течи низ целото село, као бразди и така натаму, кои ги изграделе од пред може би 50 100 години. Тогаш повише се грижеле него ли денеска кој техниката и сета таа работа околу водоснабдување на високо ниво, а немаш вода. Тоа е вон памет што се вели. Овдека имаме дупка која може да собере околу 100.000 кубни метри вода. Таму да се усмери овој канал од Лепенец што е да се напуни тоа езеро огромно. Цело Скопје со риба ќе го снабдува. Али велат дека Лепенец е загадена, па затоа не може тоа. Абе денеска има технологија, па и околу наводнувањето бавчите се многу богати. Богата земјиште. Така е. И овој дел, цела нова населба овдека што е горе на Брдово, истиот е случај. Има недостаток на вода. Добро, фала ви. Така, појдете да видите колка